Почитувани граѓани, почитувани новинари, протестот е уставно и демократско право. Но насилството и сликите кои што ги видовме вчера, повредени полицајци, насилници со качулки, на виделине ја покажаа вистинската цел на деструктивната антиевропска коалиција на ВМРО, ДПМН и Левица. СДСМ најостро го осудува насилството и обидот преку деструкции и насилие да се создаде тензија во земјата, да се создадат нови поделби и раздор и да се закочи целата држава. Тоа е вистинското лице и тоа е вистинската цел на антиевропската коалиција на ВМРО, ДПМН и проруската Левица. Во период кога траат широки инклузивни консултации, ВМРО, ДПМН и Левица, наместо диалог и конструктивност, одбраа да организираат насилни протести, одбраа да шират лажни вести, да измислуваат црни сценарија со кои ја плашат јавноста. Тоа е уште еден доказ дека Мицкоски и Апасиев, ВМРО, ДПМН и Левица не им мислат добро на државата, не им мислат добро на граѓаните. СДСМ заедно со граѓаните нема да дозволи насилничкото однесување на ВМРО, ДПМН да ја загрози иднината на државата. Сакаме јасно да порачаме на сите деструктивни сили дека нема да дозволиме да се загрози стабилноста на државата. Нека не се обидуваат да го повторат 27 април. Тоа нема да го дозволиме. Ние сме членка на НАТО и продолжуваме по евроатлантскиот пат. Пред нас, почитувани, е предлог кој е во согласност со нашите црвени линии. Предлог кој содржи чиста формулација на македонскиот јазик, кој гарантира дека историските прашања со Бугарија нема да бидат дел од преговарачката рамка. По години чекање, конечно имаме можност сосема заслужено да започнеме со преговори за членство во Европската Унија, а ВМРО, ДПМН и Левица и нивните деструкции нема да ја загрозат европската иднина на државата. Ви благодарам.